Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за стандардниот модел на физиката на частичките или пак на кратко се нарекува стандарден модел. Значи ова главно се изучува по квантна физика. Може да се изучува или по хемија, бидејќи хемијата всушност е дел физиката, но се изучува некое си повисоко ниво, значи повисоко на факултет. Особено ако сте физичари. Сега не се изучува најчесто во средно, кога што памтам. Тоа значи дека нема ни да ви се бара ако сте средно. И сега некој ќе праша, добро, зошто тогаш да го гледам видео, зошто да научам? Едноставно ќе добиете подобар увид во како изградена реалноста, како изграден универзумот. Ќе имате некое си подобро сваќање и ќе знаете повеќе работи. Нормално дека нема да употребам некои математички формули, едноставно ќе биде раскажано како еден вид приказна на некое си основно ниво. Така, значи, сепак ќе биде основно, ја не сум физичар, но самата тематика е на некое си повисоко ниво, така што иако ова е основно ниво, ја тоа што ќе го раскажам, може налик да биде многу комплицирано. Но физичарите сепак го учат ептен комплицирано. Океј, да започнеме. Значи, првин ќе идеме со некој вовед, како стигнале до стандардниот модел. Значи, првин ќе започнеме од античко време, кога мислеле дали постои некоја си основна неделива единица на материјата. Така и тоа беше експериментот со јаболкото, но еве ја дека ќе земам ко даска некоја и сега си мислеле што ако ја делам оваа даска на пола, после тоа делчето нели што ќе одобијам и тоа го поделам пак на пола. Така и така делам на се помали и помали парчиња. Дали можам да стигнам до некоја си парче кое веќе не може да се дели. Така, значи не можеш веќе да го делиш. И не знаеле тогаш, мислеле дека постои некое парче кое веќе не можеш да го делиш, но понатаму докажале дека стварно постои такво парче кое не можеш да го делиш и ние обично ги бележиме така со кругчиња и ги нарекуваме атоми. Односно неделиви, така, потекнува од зборот атомос. Сега, сватиле дека постојат мали такви градбени единки на целата материја на универзумот кои не може веќе да се делат и ги нарекле, нели, атоми и сватиле дека има различни видови на атоми. Така например откриле водород, откриле хелиум, така јаглерод, кислород, азот, фосфор и така натаму и така натаму. И на некој начин спрема нивните карактеристики и својства ги систематизирале во дадена табела, односно периодниот систем на елементи. Така кој има некоја си ваков изглед. Така нели го изучувавме периодниот систем на елементи. Ќе го видите. Така и добро ги систематизирале. Нормално не била пополнета целата периодна табела, значи некој тука ги нашле, некој тука ги нашле, некој тука и понатаму сме добиле повеќе увид во елементите, но окей. Пробувале дека го ги систематизирале. Сега, со тек на време откриле дека атомите не се најмалиот дел на реалност, најмалиот дел на градбен дел на материјата, бидејќи го земале атомот и всушност откриле дека внатре во него има други честици. Така, има други честици. Има протони кои имаат позитивен полнеж, има неутрони кои имаат негативен, има електрони кои имаат негативен. Неутроните имаат неутрален. И овие всушност го граат атомот и сватиле дека протоните и неутроните се наоѓаат во јадрото, додека електроните се тие кои вртат околу атомот. Така. И сега рекле, готово, сега знаеме од што е изградена целата материја, така. Протони, електрони, неутрони. И сега, тоа траело така доста време, се додека не нашле дека не е тоа крајот. Така, едноставно земале, почна да се развива подобри и подобри забрзувачи честици, и тоа се всушност, можете да замислите како една колона, каде што забрзуваат честици во обратна насока. Така имаме тука еден протон, имаме тука друг протон, и ги забрзуваат во обратна насока, приближно до брзината на светлината. Така, и тие ќе се судрат, и од нив ќе искочат други работи. Така, го се сфрлаат други работи. И тие други работи се удираат всушност на детектори, кои се наоѓаат внатре во забрзувачот на честици. И ние ги детектираме, така и гледаме какви својства имаат. Така, и со такви експерименти се сватило дека протоните, електроните и неутроните не се крајниот фронтир, така не е најосновниот дел на материјата. Првично што откриле е дека внатре во протонот
така бидејќи заврзувале протони, ќе земе еден протон. Внатре во протонот всушност има други честици, ќе ги ставиме како 3 помали топчиња внатре во протонот, кои ги нарекле кваркови. Така, овие се кваркови. Сега, како што правиле експерименти, откриле дека постојат различни видови на кваркови, и сега ќе ги запишам. Значи, постојат up кварк, кој се бележи со U, така, значи, вака до него, чекай, ќе запишам првин up кварк, постои down кварк, забележиме со D, и сега ќе запишам со сина боја, значи, ова е up, ова е down кварк, и како што истражувале, значи, откриле други видови на кваркови, тие биле charm кварк, strange кварк, top кварк и bottom кварк. Сега, овие имиња немаат никаква врска со нивните својства. Така, значи, up кваркот не е нагорен кварк, down кваркот не е надолен кварк. Мислам, добро, така се преведуваат, но нема никаква карактеристика со името, така не иде ни од надоле, други од нагоре. Едноставно така им ги дали името, или овој charm што е. Не дека е шармантен или strange, дека е чуден. Така, или топ дека е на врвот, или ботом дека е на дното. Едноставно такви имиња им дале. И сега ги имаме кварковите. Сега видовме дека имаме 3 кварка во протонот, и сега ќе видиме кои од тие кваркови се во протонот. Значи овие ќе бележам со жолта боја, се ги поврзам овие, и овие се кваркови. Сега во протонот, нашле дека всушност внатре во протонот имаме 2 up кварка и 1 down кварк. Така, значи ова може да бележиме up и ова ќе биде down. Додека во неутронот, така, значи ова беше за протон, додека кај неутронот имаме 2 down кварка и 1 up кварк. Значи, дека лево всушност да бележам како P+, и тие биле кварковите на протоните и неутроните. Значи 2 up, 1 down, или 2 down, 1 up. Сега, очигледно е, ова од кога го кажав, дека протоните и неутроните всушност се направени само од овие овдека кваркови. Така, значи up и down. Тогаш, што е фората со овие charm top, strange и bottom? Каде влегуваат тие, бидејќи знаеме дека материјата е градена протони, неутрони и електрони? Каде тогаш се овие другите кваркови? Другите кваркови се всушност исти, односно верзии на овие up и down кварка, само што се во различна генерација на материја, и ќе зборам за тоа подоцна, но прво да воведеме некои други делови на стандардниот модел. Значи ќе се навратам на тоа. Сега ги имаме овие кваркови, но знаеме дека во атомот немаме само протони и неутрони, него има и електрони. Така, значи имаме електрони кои си вртат околу јадрото на атомот, така еве ги електроните. Сега, каде влегуваат електроните во овој стандарден модел? Електроните ќе ги ставиме овдека доле, и ги ставиме E- за електрон. Значи, електрон. Сега, освен електроните, постојат други верзии на електроните кои се всушност многу потешки. Таков е муонот, кој има вакво символче. Муон. И имаме тау. Сега, електрон, муонот и тауто се всушност сите електрони. Така, значи, електронот, добро, си електрон. Муонот е исто како електрон, само што е многу потежок од електронот. Така, значи муонот е многу потежок од електронот, а тауто е потежок од муонот. Сега, односно, јако ја цртам ова табелата стандардниот модел, не ја цртам случајно, не ги цртам електроните, муонот и тауто, едноставно ги редам како што ги идат генерациите. Сега ќе ги објаснам генерациите на кратко, но тоа што треба да запомнете дека муонот е потежок од електронот и тауто е потежок од муонот. Има поголема маса, не е тежок, тежината е друго. Добро. Сега, како што реков, тие се сушностите варијанции на електрон. Сега, постојат сите овие варијации на електрон кои се асоцирани со неутрина.
Така, значи имаш неутрино, електрон, имаш неутрино, муон, имаш неутрино, тау. Сега нема да се задржиме на нив. Едноставно, само ќе спомнеме, неутрината се партикули, честици кои скоро да немаат никаква интеракција со материјата. Едноставно поминуваат низ неа, наречеме сега моментов, баш поминуваат неколку милиони муони секоја секунда низ тебе. Милиони, милиарди. А не муони неутрина, де. Поминуваат неколку милиарди неутрина низ тебе. Едноставно тие потекнуваат од звездите, најчесто, иако од многу други хемиски реакции произлегуваат, но немаат скоро никаква интеракција со материјата. Мислам, се заближуваат некогаш, колидираат со електрони кога се врзуваат, се користат едни посебни детектори, но тоа приказно за друг пат. Едноставно имаше сега само една интересна работа, дека неутрината патуваат побрзо од брзината светлината, бидејќи забележаа неутрина, првин забележаа неутрина, па после видоа како експлодира звезда, така во далечно некое си место, и си рекоа, чим први стигна неутрината, значи побрзи се него светлината која стигна до нас од умирањето од звездата. Но всушност искача дека неутрината излегуваат пред да пукне звездата, така? Значи пред да отиде во супернова или добро, ако не е доволно масивна, нема да отиде во супернова, ама тоа што нема ни да сме ја виделе. Први не излегуваат неутрината, па после експлодираат звездата и затоа први стигнале до нас неутрината, не дека се побрзи од светлината. Но добро, тоа ја расправија за друг пат. Сега одека исто неутриното на муонот е потешко од неутриното на електронот и неутриното на тауто е потешко од неутриното на муонот. Повеќе маса има. Повторно маса и тежина е различно, но ја ги користам наизменично. Сега, оваа класа на честици ја нарекуваме, вака да земам со ваква боја. Оваа класа на честици вие ги нарекуваме лептони. Добро. Сега, пред да преминам да зборам накратко за генерациите, да спомнам некоја си класификација, односно, ако учествуваат 3 кваркови да градат одредена честица, како што се, например, протоните и неутроните, видовме погоре дека тие се изградени од 3 кварка, така, дали 2 нагорни и 1 надолен, или 2 надолни и 1 нагорен. Така, значи неутронот беше вака изграден, протонот беше вака изграден. Сега, ако имаме 3 кварка кои градат дадена честица, во тој случај таа честица ја нарекуваме барион. Така, барион и протонот и неутронот се бариони, ама бидејќи се наоѓаат во јадрото на атомите, се нарекуваат и нуклеони. Сега, ако учествуваат 2 кварка, тоа се нарекуваат мезони. Постојат и хајперони, ако учествуваат чудни кваркови и така натаму. Сега, добро. Сега да преминеме генерациите на материјата, на елементарните честици. Овие тука, ќе бележам, ова е прва генерација. Кога зборам прва генерација, зборам за ова. Така, значи ова целото е прва генерација. Сега да не стои дека црвена линија, ќе ја избришам, но сите овие вака надоле се прва генерација на фундаментални честици. Овие се втора генерација, нормално зборам за овие овдека, така, значи тоа е втора генерација, и вие се трета генерација. Нека ставам Г пред нив, латинско, Г за генерација. Сега, целата материја во универзумот е изградена од прва генерација на субатомски честици, односно нагорен кварк, надолен кварк, електрон. Така, од тие фундаментални честици изградени атомите на регуларната материја. Така не зборуваме сега за екзотична материја и некои чудни работи. Значи регуларната материја е изградена од првата генерација на честици. Сега постојат и античестици на овие честици, тоа е изградена антиматеријата, но нема да навлегуваме во тоа. Едноставно првата генерација ја гради регуларната материја. Па сега, ако целата материја е изградена од прва генерација, од кај искочи овие втора генерација и трета генерација? Втора генерација и трета генерација се честици кои на некој начин ние ги формираме, каде што се користи многу енергија. Сега, зошто од нив не е изградена исто материјата? Бидејќи од првата генерација, како што реков, се изградени регуларна материја. Но,
И всушност и од втората генерација ти би можел да изградиш материја која би ги имала релативно сличните својства, но би била многу потешка. Сега нема баш да има исти својства, ќе биде сосема друг вид на материја, но ќе биде еден вид на материја, нешто што можеш да го видиш, но би имало сосема други својства таа материја. Сега, зошто немаме таква материја? Бидејќи овие честици се нестабилни. Муонот, чудниот и шармантниот кварк се нестабилни, имаат голема маса и едноставно се деградираат во прва генерација. Не мора, ама најчесто се деградираат назад во прва генерација. Значи ние ги формираме втората генерација, но таа се деградира назад. И трае многу кратко. Единствената честица е, како беше, ламда честица, мислам дека беше, која трае 1 билионити дел од секунда. Значи билионити дел од секунда. Мислам, тоа е T на половина, времето полураспад е билионити дел, но трае многу кратко. Значи, затоа немаме материја со втората генерација, а со третата генерација уште помалку. Така, значи третата генерација е уште потешка. Значи потешка, поголема маса има. Значи ова е поголемо од ова и ова е поголемо од ова. Така има поголема маса. Значи како што имаме нагоре у генерациите, имаме поголема маса на частиците. И се смета дека дури на почетокот на универзумот првен се започнал од генерација 3, па се распаднал на генерација 2 и останало на генерација 1, како што имаме денеска материјата на универзумот. Значи другите генерации не се сретнуваат вака во нормална материја, него се прават во лабораторија. Може да постојат некаде, не сме сигурни, например во неутронски ѕвезди, близу црни дупки, некои се такви екзотични места во универзумот, можеби постојат некои чудни видови на материја, некои чудни работи се случуваат со физиката. Сега, ние имаме направено и честици кои што имаат 4 кварка, 4 кварка внатре од нив. Сега, тие не знам дали се некои исто бариони, не сум доволно стручен. Можем да проверам, но окей, не е до толку битно. Добро, сега. Ги имаме основните градбени единки на материјата, но тие не може да се состават заедно и да градат материја ако нема дадени сили кои ќе действуваат врз нив. Едноставно и да би можеле да се создадат, едноставно би се вртеле на секаде, не би имале никакви интеракции помеѓу себе. И тоа не е така, бидејќи знаеме дека универзумот е изграден. Сега, ги имаме, во универзумот постојат 4 основни сили, сега пред ќе запишам на страна, па после ќе се задржи на частичките. Значи постојат 4 основни сили, тоа е гравитација, постои електромагнетизам, постои слаба и силна нуклеарна сила. Така, значи слаба и силна нуклеарна сила. Сега, вие се 4 основни сили кои постојат во универзумот. И од нив, заедно со частиците кои ги имаме лево, можеш да го изградиш целиот универзум. Добро, ти требаат некои равенки, ама кои ги имаш овие, ова се како рецептите, односно како потрените состојки се овие, и после само ти треба рецептот и можеш да го изградиш целиот универзум. Но сега се држиме маце да се вратиме на силите. Гравитација, знаеме како работи, значи кога ќе одземам маусов, пуштам, паѓа, така, значи паѓа на маусот, телефонот паѓа, јас сум придржан кон земјата, ја имам тежина, зашто имам маса. Знаеме како можеме да пресметаме како би била гравитацијата на нешто што има дадена маса X и така натаму и така натаму. Знаеме дека гравитацијата исто е сила која се движи со брзината светлината. Значи, например, ако сонцето го снема у моментов, ти уште 8 минути планетата ќе се врти околу нешто што не постои веќе. Така зашто гравитацијата ќе постои уште 8 минути, бидејќи уште ќе трае таа сила, бидејќи треба брзината светлината време со цел да се изгуби. И исто така гравитацијата нема лимит на растојание. Така, например, ако имам едно делче маса, например планета овдека, таа планета има гравитацијска сила врз сите тела во целиот универзум. Така, мислам, докај што стигнала, бидејќи таа се шири со брзината светлината, односно со c брзина. И нема онака опцек до кај фаќа. Едноставно постојано се шири. Само што силата опаѓа
со квадратот на растојанието, така. Значи на половина растојание, па ја 4 пати на третина од, односно на 1 метар ако има вредност 1, на 2 метра нема да биде 0,5, него ќе биде многу повеќе, бидејќи растојанието го множиш на квадрат, па после го делиш со маста помеѓу двете тела, но окей, не навлегуваме тоа. Важно е гравитацијата има постојано дејство, така. Нема онака дека работи само до 30 метра гравитацијата. Не, гравитацијата си работи докај што стигнала. Сега, гравитацијата е многу слаба сила и ќе збориме после за тоа, но ова беше еден вовед за гравитација. Сега, гравитацијата може би е сила, некој има спекулации дека всушност не постои гравитација како сила, него едноставно тоа е само закривување на просторот и од таму од навидум има сила, но за тоа можам друго видео да правам, нема сега да се задржувам зашто иначе видео ќе биде многу долго. Електромагнетизам е одговорен за сите хемиски реакции, едноставно трансферот на електрони, така трансферот на електрони од еден хемиски елемент на друг хемиски елемент и така натаму и така натаму. И се одвиваат хемиски реакции. Исто електромагнетизам е одговорен за светлината, сите различни видови брана должина, како патува и така натаму и така натаму. Слабата, прво ќе идеме на силната нуклеарна сила. Силната нуклеарна сила е всушност таа која ги држи кварковите внатре во протонот. Така, нели како што рековме дека имаме протон, така имаме протони, дека внатре имаме 3 кварка, беше еден нагорен и два надолни. Не, два нагорни и еден надолен. Тоа значи имаме 3 кварка. Сега овие 3 кварка како седат внатре во протонот. Така, едноставно тие се придржани со овие линии вака темна сина, боја која всушност се глуони, ќе збориме на кратко, и тие припаѓаат на силната нуклеарна сила. Дека слабата нуклеарна сила е одговорна за радиоактивно распаѓање и за некои интеракции помеѓу честици. Значи нема да влегуваме, но едноставно ќе ја спомнеме. Сега, сите сили, овие 4 сили не се као сили кој нешто магично, него всушност сите се пренесени од страна на честици. Така, едноставно мора да има размеа некакви си честици со цел да постои некаква си сила. Значи и самите сили имаат честици кои се асоцирани со нив. Сега, гравитацијата ќе ја спомнам после, пред ќе идеме на силната нуклеарна сила. Значи силната нуклеарна сила има честица која е со Г, која е всушност глуон. И глуоните се честици кои најчесто ги бележиме како федерчиња. Значи, ајде да се вратам малце кај протонот. Го имаме протонот и ги имаме кварковите. И кварковите се држат заедно со глуони. Сега ќе бележам со виолетова боја и најчесто ги бележат вака. Како федерчиња. Така, но повторно овие се толку мали, скоро и се бездимензионални. Така, значи не се ни овие ниво 3 димензии најчесто, но тоа е сила која ги држи кварковите внатре во протонот. Сега нормално ова вака кога бележам дека со бела боја, нема некаква си обвивка. Таа обвивка не постои. Не е нешто тоа си топче кое можеш да го пипнеш. Нема обвивка, едноставно ја цртаме кога да шематизираме. Океј, значи глуоните се тие честици на силата нуклеарна сила кои ги држат кварковите заедно и ќе збориме за нив доста бидејќи тие се одговорни за главната маса на атомот, тие даваат главната маса на атомот. Сега за електромагнетизмот се одговорни фотоните. Фотон. Фотоните немаат никаква маса. Тие немаат маса и затоа се движат со брзината светлината. Тие се основниот космички лимит на некој начин, во однос на брзина. И сега фотоните даваат, добро знаеме, светлината, но всушност фотоните се одговорни за сите интеракции на електроните. Како електроните се пренесуваат од еден хемиски елемент на друг, како електроните се стабилни и вртат околу јадрото, не пропаѓаат натаму него. Значи се е тоа поврзано со интеракција на фотони кои се помеѓу електроните, значи електроните прават фотони, има интеракции, но нема го тоа да навлегуваме, едноставно фотоните всушност се одговорни за целата хемија. Ако се одговори за целата хемија, одговорни се за целата биологија и многу се битни. Значи тоа е електромагнетизмот. Сега, слабата нуклеарна сила всушност е пренесена од страна на W и Z бозони. Значи W и Z бозон. Сега неодамна
Кога беше, не ми текнам која година беше, 2012 или мислам дека беше 2012, кога го откривме Хигсовиот бозон и затоа ќе оставам сега овдека. Значи само ќе пишам Хигс. Иначе на овие не треба да стои бозон, ќе видите на кратко зошто, едноставно треба да стои WZ. И овдека сега ќе оставиме и Хигс, но ќе го објасниме Хигс накнадно. Сега, овие силите, значи глуоните, фотоните, WZ бозонот и Хигсот се нарекуваат заедно со едно име. Ева, ќе земеме со кафеава боја. Значи сите овие овдека се всушност бозони. И затоа викам WZ не треба да стои бозон, бидејќи сите овие се бозони. Значи имаш фотон бозон, глуон бозон, Хигс бозон. Значи сите се бозони. Тие се основните сили. Сега, тие се бозони и имаат одредени си карактеристики кои ќе ги споредиме со кварковите и лептоните. А кварковите и лептоните заедно се класифицираат како фермиони. Значи, ева кога идеме малце поналево, нема. Фермиони. Значи, кварковите и лептоните се фермиони, дека силите се бозони. Сега постојат неколку разлики помеѓу кварковите, помеѓу бозоните и фермионите. Една од разликите е што бозоните може да бидат на истото место, в истата просторна локација повеќе бозони. Например, може да имаш еден бозон и на истото место во универзумот, во просторот, може да имаш друг бозон. Значи може да го зафаќаат истото место. Додека фермионите не може, значи не можеш да ставиш виолетово топче, например, и жолтово топче едно врз друго. Така, нормално зборам за 3 димензии, него мора да бидат на сосема други локации. Значи не може да се оверлап да прават едно во друго да влегуваат. Значи тоа е една разлика помеѓу фермионите и бозоните. Друга разлика се спиновите. Сега, накратко само ќе спомнам за спин. И спин го учиме и во хемија, но кај бозоните имаме секојаш цел број на спин, значи 0, 1, 2, така натаму. Додека кај фермионите имаме различни форми на една половина. Значи, една половина имаме 3 половини, имаме 5 половини, така. Значи, а немаме една третина. Значи, нема една третина, има половинки. Сега, што се спинови, повторно може да бидат позитивни и негативни, тоа зависи од насоката на спинот. Сега спин превод значи вртење, така. Но честичките не се вртат. Значи, овие честици не се вртат, бидејќи самите честици, овие најчесто се смета дека не имаат тридимензионалност. Така, значи тие, например за глуоните, се смета дека тие не имаат три димензии, иако ја ги цртам ко кругче, така. Например, ако имаш нешто што е тримдимензионално, ќе нацртава како со сенка, додека глуоните и овие сите скоро честици немаат димензии, него тие се точка. Една точка е една димензија. Ако имаш линија, ќе имаш две димензии. Така. И повеќе линии можеш да ставиш, и уште две димензии. Ако ставиш длабочина, ќе добиеш три димензии. Па сега, глуоните се смета дека имаат една точка. Значи, овие се точка една димензија. Сега, ако си една димензија, ти не можеш да се вртиш. За да се вртиш, например, ќе бележам тука имам црвена точка која е напред и сина точка која е позади. Така, и ако се врти топката, сината точка ќе дое напред, така и црвената ќе дое позади. После некое време, ако имаме вртење. Сега, у една димензија ти не можеш да имаш вртење, бидејќи немаш напред, немаш позади. Затоа, кога збориме за спин, тоа не е вртење. Значи, тоа е одредена квалитативна карактеристика на частиците и тоа повеќе у физика се учи. Значи, ја нема сега за тоа да се замарам, него едноставно не е вртење. Значи, спин не е вртење. Бидејќи после ќе видиме дека частиците всушност не ни постојат, дека они се всушност ексцитации во полинија на универзумот. Но ќе збориме за тоа накратко. Добро, значи тоа се некои разлики помеѓу бозоните и фермионите. Сега друга работа е што сите овие кваркови имаат различни вкусови. Сега, кога викам вкус, тоа не значи дека имаат некаков си вкус. Значи, нема никаков вкус, не можеш да ги осетиш, тие се внатре во деловиот атом. Едноставно се користи тој термин. Така, иначе ќе беше некој си збор кој ќе биде на латински или нешто. Значи се користи вкусови. Значи сите овие имаат различни вкусови кои ќе ги бележиме со три: црвена, зелена и сина. Црвена,
зелена и сина. Сега, со тие три бои всушност можеме да ги ставиме кај сите овие кваркови, сина, зелена и црвена. И повторно не имаат бој, бидејќи овие се помали од самата светлина. Не може да има боја ако е помало од самата светлина, бидејќи самата светлина ти дава боја. Значи немаат боја и не ни се вкусови. Ама пак ги бележиме со боја и ги викаме вкусови. Така, значи, овдека се рекуваат различни вкусови. Сега, зошто се бележат со бој? Едноставно, начинот на кој се врзуваат е комплементарен со боите, например, кои ги имаме по ликовно. Оваа со оваа боја дава таа боја, оваа со таа боја дава тоа. Има некои правила како се врзуваат од дадена боја со дадена друга боја. Не дека имаат боја, ама, например, еден вид се врзува со друг вид и така натаму. И ова сега нема тоа да го објаснам, но само ќе спомнам дека има вкусови, има различни бои кои се користат и тоа. Сега, една работа која некој може да примети, што не ја направив, е дека во силите не ставив честичка за гравитација. Така, значи не ставив честичка за гравитација, тоа зошто е така? Бидејќи уште ја немаме најдено. Иако знаеме многу работи за гравитација, гравитацијата не ја знаеме на квантно ниво. Тоа е едно од мистериите на денешната модерна физика. И се смета дека има некоја честица која ќе ја наречеме гравитон. Значи, ова не е откриено, едноставно е како предпоставка. Исто како со Хигсот, што порано беше предпоставка, и сега ќе покажам каква предпоставка било, но се смета дека би имало некоја честичка гравитон, која ја медиира, ја пренесува гравитацијата, силата на гравитација, но таа честичка не е откриена. И затоа не ја вметнав, бидејќи уште ја немам откриено. Ајде сега нека стои името. Гравитон. Сега, друга работа, се вратам малце кај бозониве, кај силите, е силата на дадените сили. Ако силата на силната нуклеарна сила, речеме дека е со вредност 1, некоја си мерна единица, небитно, ќе речеме дека е 1, електромагнетната сила би била отприлика 100 пати помала, така 1 врз 100. Додека слабата нуклеарна сила е отприлика 1 врз 100.000. Значи, уште послаба е во однос на силната, така. Значи, не користам тука никакви мерни единици, односно ги правам во однос на другата. Значи, ако речам дека силната е кец, овие се 100 пати помалку кец, 100.000 пати. Сега, идеме кај гравитацијата. Интересно е кај гравитацијата, што гравитацијата е 1 врз, сега пазите врз што? Врз 10 на 40. Значи, тоа е 10 со кец со 40 нули. Што е кец со 40 нули. Сега, зошто гравитацијата е толку слаба во однос на другите сили, не знаеме. Ема некои си хипотези, наравно ова сега што ќе го кажам не е ништо потврдено научно. Например, гравитацијата е толку слаба зашто гравитацијата всушност потекнува од друг мултиуниверзум што влијае врз нас, така што тој мултиуниверзум е далеку, така што неговата гравитација слаба и така натаму и така натаму. Некаде знам гравитацијата излегува надвор, некаде, но тоа се мамба џаба. Значи тоа не е ништо научно потврдено, тоа се некои како муабети, додека знаеме, ова е потврдено дека е 1 врз 10 на 40 пати послабо во однос на силната нуклеарна сила. Значи е многу слаба гравитацијата. Зошто? Не знаеме. Сега ќе збориме малце за маса. Кај произлегува масата и ќе стигнеме и до Хигсовиот бозон и така натаму. Сега првично, само нешто што претходно не го спомнав е дека овие до овдека некаде бозони се гейдж бозон, додека Хигс е скаларен бозон. Има некои разлики, но не се сега битни. Сега, кога збориме за масата, частициве реков дека, например, втората генерација се помасивни од првата, третата се помасивни од втората. Така, значи, тоа го спомнав и тоа е окей. Сега, значи, овие частици, фермионите, имаат некаква си маса, додека глуонот и фотонот имаат нула за маса. Така, глуонот и фотонот имаат нула маса, додека W, Z бозонот и Хигс имаат голема маса. Значи, M е само големо, гига МВ. И сега, од кај потекнува таа маса? Сега пред да одговориме тоа прашање, да имаме една интересна работа,
каде што ако го земеме протонов, значи ева сега ќе повлечеме на линија, повторно тука на страна, за таму не чкртаме. Значи ако имаме еден протон, така, имаме еден протон, знаеме, рековме дека протонот има два ап кварка, има два, добро, ако муони ги направив, нека бидат вакви ап кваркови и еден даун кварк, кои заедно се држат со глуони, односно со силната нуклеарна сила. Сега, интересно е дека ако измериме масата на протонот, m на p+, добиваме вредност која е некаде околу 940 mV на c на квадрат, небитно, ама имаме 940 единици. Така и запишам. Не се толку битни, ама 940, вредноста само е важна. Сега, ако измериме масата на кварковите, кои се наоѓаат внатре од него, искача дека масата е 9,4. Сега, ако масата на овие кварковите, нели сите ако ги собереме, двата нагорни и едниот надолен, е 9,4, а вкупната маса на протонот е 940, од кај искочи тоа 99%? Бидејќи 9,4 всушност е само 1%. Така, значи ова е само 1%. Од кај искочи другите 99%? А реков дека глуоните имаат нула маса, нели? Реков дека глуоните Г има М од 0. Што се случува? Сега, самите глуони како честици кои ја вршат оваа интеракција имаат маса 0. Но енергијата потребна за вршење на оваа интеракција е всушност ја дава масата, бидејќи масата и енергијата се релативно наизменични. Ево како ќе обележам како 0. Но суштост енергијата, добро, може да биде кинетичка, потенцијална, ова доаѓа од потенцијалната енергија на интеракцијата на силната нуклеарна сила. И всушност од глуоните, од силата на силната нуклеарна сила, потекнува 99% од масата на протонот. Значи глуоните се главно одговорни за масата на протонот. Односно 99% од твојата тежина потекнува од глуоните. Добро, имаш и електрони, не ги рачувам нив, значи 90 и нешто проценти од твојата тежина потекнува од енергијата на силната нуклеарна сила. Сега нормално вака изгледа како мамбо джамбо, но ова се е пресметано убаво со многу потешка физика, но јас само ги потенцирам вака заклучоци, значи 99% глуоните, самите си имаат 0 и така натаму. Сега тоа е се убаво пресметано, експериментално одредено и така натаму. Јас само, како што реков, ги потенцирам работите. Сега, зошто воопшто сите честици имаат маса? Сега ако малце сте слушнале на интернет или сте прочитале како открија Хигсовиот бозон, тоа беше божјата честичка, тоа беше честичка која дава маса. Сега зошто е тоа така? Првен, зошто ја нарекува божја честичка? Фората беше што, например, ние имавме равенки, например, имаш x плюс y плюс не знам, z еднакво на w. Така, нема врска, пишувам рандом равенка. И сега ние знаевме некои си вредности, така ги знаевме одредени честици, знаевме одредени физички закони и така натаму. И сега ќе запишам глупи бројки некои, 10 плюс 12 плюс z еднакво на, z изгледа како двојка, така ќе оставиме x, еднакво на 10 плюс 12, 22, и да речеме дека ова било 24. Сега, со проста математика можеш да сватиш дека x еднакво на 2. Така. Сега ние на некој начин свативме дека x е еднакво на 2, ама немавме експериментален доказ дека тоа е така. Така, значи ние спрема равенките одредивме x е еднакво на 2 и викаме ако ова дека 2, знаеме како работи целиот универзум. Сметавме дека знаеме како работи целиот универзум. И ние си викавме ова е 2 и го ставме го предпоставивме, тоа таму има Хигс. Ама го немавме откриено. Значи тоа беше само како предпоставка. И кога го открија дека стварно постои 2 тука, и кога го ставија рек, сега најдовме се. Сега најдовме како работи целиот универзум и затоа ако честичката која завршува формулата, божја честичка на водници, нема врска, тоа само медијата искористи. Тоа за да звучи поинтересно. Сега, што е Хигс и како тој дава маса? За да го објасниме тоа, мораме да навлеземе, малце ова ќе звучи апстрактно, но сите овие честици, овде како ги зборевме, всушност не постојат како честици.
Мацо, тоа звучи глупо и звучи конфузно, но сега ќе видите зошто е тоа така. Значи, кога викаме дека имаме некоја честица, обично ние се замислуваме како топче. Така си замислуваме честица. Но ако сте гледале видеото за електронот, спомнам дека електронот има дуална природа и фотонот и другите честици всушност, субатомските фундаментални честици имаат дуална природа, односно се однесуваат како честица и како бран. Всушност тие се бранови, ама најчесто е добро да ги гледаме како честици, бидејќи многу полесни се калкулациите. Сега, тоа значи дека честиците всушност не постојат како честици, него тие се осцилации во различни полиња. Сега, како мислам различни полиња? Сега првен ќе нацртам нешто у две димензии. Да речеме, ако имам овдека како поле кое нема никаква ексцитација, стои вака. Ако има некаква ексцитација, ќе направам како линија и вака како пик. Така. Сега, врвот на оваа ексцитација е всушност кај е частичката во тоа поле. Ова поле се протега низ целиот универзум. Така и сега, например, има вака на различни места ексцитации и на сите тие различни места всушност не викаме дека има честици. Иако честици е само ексцитации во полето. Сега, вака би изгледало ако се у две димензии. Така ќе имаш ексцитација за еден вид честица, ќе имаш друго поле, каде што и тоа има ексцитација, например да речеме на друго место, вака ќе направиме тука, има ексцитација за друга честица, портокалова некоја честица, и имаш зелена честица, каде што и таа има ексцитација во еден дел од полето, и всушност таму е честицата. Така, значи тука е зелената, тука е портокаловата и тука е сината. Сега, како што реков, сите овие полиња се протегаат низ целиот универзум. Односно, сите се едно врз друго, се оверлапнуваат. Така што ако ги направам како оверлапинг, тоа ќе биде, кога имам синото, го имам врз него портокаловото, така, и го имам ова зеленото. И всушност, тоа ти што ви го видел, ти нема ги гледаш полињата, односно ќе детектираш дека тука имаше една честица, тука имаше една честица и дека тука имаше една честица во просторот. Сега, ние не сме вака 2D, значи не е вака полето, него е во сите три димензии. Сега, за тоа го визуализирате повторно ова 2D, ќе го нацртам како 2D, само што релативно ќе биде 3D, значи нема вака линија, него ќе го нацртам како рамнина. Имаме рамнина. И кога имаш ексцитација, имаш овдека како зголемување, како пик во рамнината. Така, како издигнување во рамнината. Исто и со портокаловото. Така, имаш рамнина, која оваа рамнина се протега низ целиот универзум. Така, се протега низ целиот универзум и кај што имаш пик, имаш како испакнување во таа рамнина, исто и за зеленото, сега на него црта. Сега, повторно сите овие рамнини се едно врз друго интегрирани, така тука ќе биде ваквото, тука ќе биде зеленото и така натаму. Само што на овој начин на цртање повторно се еден вид од две димензии. И ако би ги нацртал од три димензии, всушност ќе имаш, сега например ќе ја цртам само сината. Така, значи имам оваа рамнина. Сега ќе имам истата рамнина, само што и вака ќе ја имам. Така. Ќе имам истата рамнина, само што ќе имам и оваа оддека насока, косо вака. Ќе имам истата рамнина, само што овдека вака косо ќе имам и во сите други насоки. Сега, например, ако имам некоја ексцитација, која е овде, например, ќе го имам тоа во сите рамнини кои поминуваат во таа тука точка. Сите рамнини кои поминуваат во таа точка. И ако сите овие рамнини, вака ги пополнам, ставам тука уште рамнини, вака ко линии, ко линии, ко линии, тоа што ќе добијам е всушност ко сфера, може да си го замислите. Така. И сега, например, ако имам ексцитација во некоја си точка, брановите, значи овие вака испакнатите работи, ова, вака, гледате кој испакнатото? Ова ќе биде испакнато во сите насоки. Натаму, натаму и натаму и натаму и натаму. И ако испакнато во сите насоки, и го гледаме во три димензии, всушност ќе биде точка, која ќе има бранови вака, околу незе ќе се прават. Така, замислите си го точка и вака бранови се прават. Бидејќи ние живееме во три димензии, го прецивираме како точка. Така, значи тоа е частичката. Но всушност е бранови од полето од сите три димензии. Сега, сите полиња се повторно едно врз друго, така. Врз синото го имаш портокаловото и тука имаш некоја портокалова честица, и тук го имаш и зеленото поле, така.
имаш зелена честица и така натаму и така натаму. Сега, сите овие честици не би имале маса, одnosno сите овие бранови би биле безсмислени ако нема уште едно поле кој ќе нацртам дека со сива боја, значи нека биде како другите вака некој големо, кој исто се наоѓа во сите тие други полиња, значи вака како со сива боја ќе обрежам врснив. Така. Сега, самото тоа поле нема честици во него. Не произведува своји бранови. Значи самото тоа поле не произведува своји бранови. Него самото тоа поле е медиум низ кој се движат овие другите бранови. Така, значи самото тоа поле е медиум низ кој се движат овие сините бранови, низ кој се движат портокаловите бранови, низ кој се движат зелените бранови. Значи тоа е медиум низ кој се движат останатите видови на вибрации на полиња. И тоа движење низ медиумот им дава маса. Така, например, овдие сините бранови многу силно многу туркаат низ тоа поле. Така што тоа значи дека сината честичка ќе има висока маса. Портокаловата честичка нема толку голема интеракција со ова сиво поле и затоа ќе има помала маса. Така, помала маса. Например, зелената честица ќе има некоја си така средна интеракција и ќе има некоја си маса N, која ќе биде дали поголема или помала од портокаловата. Значи сите различни честици имаат интеракции во ова Хигсово поле. И Хигсовото поле всушност дава маса на сите други честици. Се реков дека самото поле, Хигсово поле, нема честица. Ние на некој начин предизвикавме, толку сила дадавме во одредена точка, значи ставаме толку енергија во една точка, што предизвикавме вибрација, одnosno замислете си како бран во самото тоа поле, предизвикавме бран во полето, така што сега има честица. И ние оваа честица сега можеме да детектираме на детектор, така, и ќе речеме дека Хигсовата честица стварно постои. И дека таа е бозон. Сега увистина, како сме откриле, тоа е малце многу по детално, специфично, постручно него ова ја што го објаснив. Ова ја што го објаснив е ко малце мамбо джамбо, но оди на екраните всушност добија како што имате еден график. Има предпоставка, треба тука да се појават вредности за другите честици и тие се појавија некаде вака тука. Вредности на дадени честици за W, за Z бозон, за муонот, за тауто и така натаму. И всушност чим се појави така, заклучено е дека постои Хигсовото поле и така натаму и така натаму. Значи честички всушност имаат сите бранова природа, па таму се пресметува после со бранова функција, може би симетрична, несиметрична бранова функција и така натаму и така натаму, но главно е дека Хигсовото поле си постои низ универзумот, како сите други полиња за сите други видови честици, и дека интеракцијата на честиците со ова поле им дава маса. Сега, полето на фотони и глуони, одnosno честиците на фотони и глуони, нема интеракција со Хигсовото поле, затоа глуонот и фотонот немаат маса. Сега првично сме сметали дека само бозоните имаат интеракција со овој WZ бозон, имаат интеракција со Хигсовото поле, но искочи дека и фермионите имаат интеракција со истото поле. Добро, тоа главно беше се, барем по ова општо воведно видео за стандардниот модел. И сега само ќе прикажеме една убава слика, каде што ќе се види како ова се убаво нацртано стандардниот модел. Овдека се имаме некои репрезентации од стандардниот модел, ко круг стајани, горе се кварковите, овдека лептони, заедно прават фермиони, па внатре се бозоните, фермионите се однадвор, бозоните се однатре. Вака представени тези фамилии, односно генерации. Повторно дека само запишано е, например, ова е масата, ова е полнежот, ова е спинот на различните честици. Сега мала една визуализација на полињата. Значи овдека гledаме долниот дел се сите други полиња. Така, горниот дел е Хигсовото поле. Например, ексцитација во Хигсовото поле, Хигсов честица, Хигсов бозон,
И тоа може да направиме ако внесеме доволно енергија и сите овие полиња и хигсовото поле сега се спласнати едно врз друго. Значи едно врз друго се наоѓаат. Добро, има различни ексцитации. Например, ексцитација во некој си поле, тоа целото поле бранува насекаде и постојано се појавуваат спонтано исчезнуваат частички. Но ексцитација, например тука врвот е всушност кај се наоѓа частицата. Пред тука некаде. Сега немаме точна локација, бидејќи частицата не постои како точка у просторот, него како бран насекаде, затоа нема точна локација. Друго вака исто сликам. Сега, исто овие полиња, например, ако ги направам вака у 4 димензии, овие дека лево што ги ставив. Мислам 4 димензии у 3 димензии, но вака ако ги ставам на страна. И сега, например, да речеме, имам ексцитација тука, вака да направам поголем. Имам ексцитација вака тука. Истото го имам на ова десно, тука. Го имам на ова горе, тука. Го имам на ова доле, тука. И тоа што го добиваме како овде, како... вака. Така. Сега, ова ако се визуализира до 3 простори како анимација, би изгледало на следниот начин. И еве, тука имам едно како GIF. Како постојано има флуктации во просторот, каде што се појавуваат и исчезнуваат честици. И ова, ако замислено така, како изгледа. А тука десно пишува лава ламп, но всушност ова го има на видео од Veritasium каналот, Дерек. Например, тука го имаме видеото од Veritasium каналот, каде што гледаме гифот, гледаме професорот Дерек избори всушност за кваркови. Има некои работи, дека тие всушност интеракција со глуони. И ова е всушност презентација на еден вид глуоните како би изгледале во просторот на глуонското поле. Односно флуктации на глуонското поле во универзумот. Добро, тоа беше се за овој видео, се надам дека научивте нешто ново за стандардниот модел на физиката на партикули, односно стандардниот модел. И тоа беше се за видео, се надам дека научивте нешто добро, се повторувам сега. Ќе се видиме во наредното видео. Довидување.